Неподвижен и тешко болен покрај мртовечки ковчези веќе една недела на душек на земја. Живеел сам Един Усеинов во просторија на новата џамија во Радовиш. Вратен од старечки дом, тој останува без семејство и грижа, а неговите роднини за да го чуваат не сакаат ниту да слушнат. Не може да говори, да станува и да ги извршува своите основни потреби, а сега останал и без кров над глава. Според граѓаните, тој бил оставен пред џамијата, а тие како луѓе го згрижиле во неа. Пред камерите на М-нет телевизија тие тврдат дека надлежните се целосно запознаени, а истакнале дека овде тој ќе остане привремено, советување дека за 2 дена ќе биде згрижен во соодветна установа. Но наместо тоа за неговото трајно згрижување се уште нема ништо. За него секој ден се грижат луѓето од околината и верниците од џамијата, го хранат, му менуваат пелени и го тушираат. Од џамијата велат дека помагаат колку што можат, но дека ова не е нивна обврска и дека случајот мора да го решат институциите. Ние четворица другари го туширавме, али не е тоа уред. Секој ден пемпаси му фрламе таму, тука не бидат деца, има тука. Тоа може и деца да се разболат. Тој човек не може да се чува тука. Пребидејќи не са питале овај човек е донесен тука. Дали фамилија има, дали мајка, татко има. Он е земан од дом, мајка му го земал од дом и тука фамилијата не го префаќат да го гледат. И тоа е само изфрлен тука у шајмал у џамијата и другарот го зема, го донесе тука. Тоа збор беше за 2 дена, а веќе една седмица тука. Председателот на управниот одбор на новата џамија во градот Несмин Салиев вели дека помошта од верниците, џамијата и од граѓаните е недоволна. Додава оти мора да се најде еден кревет во некој џамија во градот Несмин. Сам Един Усеинов е донесен во Радовиш во петокот. По наредба на директорот од социјалното на Радовиш и оставано во џамијата. На мене ми е кажано дека 2 дена ќе се гледа, после тоа ќе се реши проблемот и ќе биде сместен во некој дом. Но значи проблемот уште не е решен, а ние сме веќе четврток, утре веќе една недела ќе прави во џамијата. Значи човекот е неподвижен, не може да говори и не може да фаќа ништо, значи и рачите не му работат. Ние како граѓани, како хумани луѓе им помагаме на ранењето, исто и другите работи, но това не е решение. Това треба да се реши социјално. Они кажуваат дека Министерство за труд и социјална политика е запознаен со ситуацијата и ќе гледат да го сместат во некој дом, но уште немаме решение за. Во врска со ситуацијата, М-нет телевизија се обрати до Центарот за социјални работи Радовиш, откаде што директорот Александар Филев во телефонски разговор истакна дека станува збор за проблематична и агресивна личност со години. Тврди дека Усеинов неколку пат е бил пренесуван во повеќе болници и старечки домови во државата. Поради проблемите кои тој ги правел, последно од болницата во која престојувал, бил вратен повторно во Радовиш. Сега, како што потврди директорот, Центарот за социјални работи Радовиш бара решение. Постои веројатност да замине во болница во Скопје или евентуално ќе престојува во соодветно домаќинство во Радовиш.